Добро вечер во новото теренско овој пат издание на емисијата 60 минути со Горан Момировски од Брисел, главниот град на Европската Унија и градот каде што вчера медијаторот во грчко-македонскиот спор за името Метју Нимиц ни укажа на голем дел од информациите кои што и претходно ги знаевме, и тоа особено ни укажа на два моменти кои што се многу важни за развојот на настаните во контекст на спорот за името. Прво, медијаторот кажа дека така наречените идентитетски прашања не може да бидат отстранети од преговорите во спорот за името. Иако тој своевремено велеше дека Обединетите нации не можат да преговараат за идентитетот, сепак вчера на еден дипломатски начин, на дипломатска реторика ни укажа дека прашањата за идентитетот пред се за јазикот и за нацијата не можат да бидат настрана од преговорите кои што ќе траат најверојатно до март идната година. Може би и до јуни и до јули, во зависност од тоа дали ќе има некаков напредок или пак може би во март може и да сгаснат. Сите сценарија се во игра. Нимиц вчера во Брисел кажа дека има добра атмосфера меѓу двете страни, нитоа според сето она што го следиме како Алфа, како телевизија и другите останатите медиуми во Македонија, очигледно е дека таа добра атмосфера за сега не е доволна за позитивен развој на настаните, особено не позитивен развој на настаните за Македонија. Алфа вечерва објавува дел од информациите кои што за сега никој не сака да ги коментира, ниту пак јавно да проговори со нив. Се работи за сценарија, опции, комбинации кои што треба да донесат некакво решение. Се надеваме секако позитивно решение за Македонија, но за кое што сепак нема никакви гаранции дека ќе се случат ниту во наредниве 3 месеци, ниту за жал во наредниве 3 години. Вториот важен момент за кој што станавме свесни во Брисел, меѓу редови ни го откри исто така медијаторот Нимиц, кој што кажа дека тој е во контакт со еврокомесарот Хан, но дека Европската Унија нема да биде активен чинител во финалната фаза од спорот за името. Според Нимиц, причината е во тоа што името е дел од резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации, но реално Европската Унија не сака во ситуација кога Шпанија е пред распад, а Велика Британија заминува, не може да отвори рани со уште една своја членка. Со тоа, ЕУ и покрај тоа што може да биде гарант на достоинствено решение, се иззема од спорот и остава Грција да ги диктира и преговорите и идното решение. Според изворите на Алфа, пак главната причина зошто ЕУ останува надвор од процесот на решение на спорот е Франција, која што не сака да влегува во нов конфликт со традиционалниот сојузник Грција во особено тешката ситуација за владата на Ципрас, која се бори на неколку фронтови: финансиската криза, Кипар и Македонија. Без активно учество и поддршка на Франција, немоćни се и Германија и Австрија, кои што имаат искрена желба да помогнат, но без поддршка од својот главен партнер и стожер на Европската Унија не може да сторат ништо повеќе. Во таква ситуација, кога Германија и Франција со Европската Унија се надвор од спорот, за Македонија следуваат тешки и неизвестни денови во обид да најде решение кое што нема да не понижи. Според неформалните информации кои што кружат и во Брисел и во Атина, и покрај тоа што премиерот Заев вели дека двете страни се уште не дошле до позиција да разговараат за името, во игра се неколку солуции и сценарија. Покрај познатите опции за името Нова, Горна, Вардарска, барем како теорија, во игра се и Северна и Словенска, со тоа што Северна е неприфатлива за Бугарија, чиј екс-председател Прванов ја одби како решение, а Словенска е неприфатлива за албанците во Македонија, кои што од разбирливи причини го одбиваат това решение. За сега не се исклучува целосно ниту Централно-Балканска република, но таа опција слично на Словенски и на Северна е помалку реална. Сите овие решенија се соочуваат со уште еден проблем, а тоа е дали Нова или Горна ќе бидат ставени меѓу Република и Македонија или пак пред сегашното уставно име Република Македонија. А колку целата игра со имињата е погрешна и колку таа не е разбрана во Грција ниту во Европската Унија, кажува една анегдота од пред неколку години, кога на средба во Париз грчки дипломати како добиле аргументи зошто Вардарска Република Македонија не е прифатлива за земјата, еден член на грчката дипломатска екипа, барајќи на мапата, прашал зошто ако веќе не може Вардарска поради српското именување во Кралска Југославија, земјата да се нарекува барем Црна според истоимената река. Македонската делегација останала вџашена од сериозноста на своите грчки партнери. Ова прашање е разговарано во многу наврати, има многу можности, но она што треба да се направи е да се размисли повторно за позициите и да се најде најдобро можно решение на тешкиот проблем.
Нема да се реши со магија, туку со политичка волја, добра дипломатија. Имаме тука двајца добри дипломати плюс двајца министри за надворешни работи. Мислам дека тоа е одговорот, напорна работа и политичка волја. Тоа значи дека нема разговор за идентитетските прашања? Знаете, во се инволвирано прашањето за идентитетот. Го споменавте прашањето за името, се работи за прашање за идентитет. Зависи што мислите под прашање на идентитетот. Се работи за сензитивни прашања, но се чувствувам комфорен дека ќе избегнеме било што ќе го направи невозможно решението на проблемот. Посебен проблем за решавање така наречениот идентитетски пакет кој ги содржи прашањата за името на нацијата и јазикот. Според неофицијалните информации, доигра се неколку опции, од кои за нас најдобрата е во графата за националност да стојат 3 објаснувања, па така ако биде Горна Република Македонија, ќе биде граѓани на Горна Република Македонија, односно на англиски Citizens of Upper Republic of Macedonia, Macedonians, Македонци. Другата варијанта, која што уште е полоша од претходната, е воопшто да го нема зборот македонци во графите за нација во Обединетите нации Европската унија како најважни за нас институции. Тоа се разбира е грчката желба и предуслов за решение на спорот од нивна страна. Слично и кај јазикот, и овде постојат низа решенија, но како најсериозно се сметаат јазик на граѓаните на Горна Република Македонија, односно на англиски Language of Upper Republic of Macedonia, Macedonian, македонски, при што и овде за Грција императив е да не дозволи користење на зборот Macedonија на англиски во ниедна варијанта. И последниот проблем од оние најважните, иако има уште најмалку 10 точки кои што ќе бидат предмет на тежок спор, се уставните гаранции дека Македонија ќе го спроведе договореното. Грција во оваа фаза инсистира се што ќе биде договорено да биде верификувано од македонското собрание, кој што ќе треба да минува промена на уставот во кој треба да биде впишано евентуалното ново име. Спорот за името од самиот негов почеток пред 25 години имаше своји плусови, минуси, подеми, падови. Имаше ситуација во 2008 година кога сметавме, ние што го наблюдуваме спорот за името подолго време, дека конечно дојдено време Македонија да го надмине својот спор со Грција и да стане членка на Евроатлантската алијанса. Сепак и во Букурешт во таа 2008 година не се случи тоа што го посакувавме и сега нема гаранции дека може да се случи. Она што е јасно е дека Македонија се соочува со сериозен предизвик и дека оптимизмот кој што беше пласиран официјално Скопје во последниве неколку месеци нема реална основа. Во овие моменти би било добро да се потсетиме што пред точно 22 години зборуваше се уште актуелниот медијатор во грчко-македонскиот споразум Метју Нимиц, откако Македонија и Грција тогаш ја потпишаа времената спогодба. Ќе забележите дека голем дел од неговите ставови се исти, меѓутоа исто така има и голем дел од неговите ставови кои што сега се променети. We call your country Greece. Your actual name is the Hellenic Republic, but I don't call you the Hellenic Republic. I call you Greece. And we tend to call the United Kingdom, Great Britain, Northern Ireland, the Britain. You know, we use lots of words that are not the technical name of countries, so that I don't think it's a very, very big problem. The United States, we have recognized the country and extended diplomatic relations using the former Yugoslav Republic of Macedonia. Many countries have used that, but many countries have recognized the country under its constitutional name, the Republic of Macedonia. My sense is that most people, when they talk about the country in a non-official way, tend to use the word Macedonia. Many people do, including in this country. And what will be the long term, I can't say. But what people use informally, what people use officially, is for them all to decide. And it's the name of a country is basically chosen by that country. We do not choose Canada's name, we don't choose Mexico's name. The country chooses its name. It's special in the sense that the neighbor objects to the name, but it's still, they have to choose their name. I mean, even Greece has never said that Greece will choose their name. They've said that they object to the name that has been chosen on the other side. And certainly, if this issue is resolved in a way, it's not for the United Nations to choose a name either. It is for the United Nations to admit a country.
And then when it admits a country, what does it put on the plaque? What does, in front of the person? That's really the question. And in this case, they did not choose a name. As I said before, the United Nations did not choose FYROM as a name. It just said, temporarily, we will refer to this country as the former Yugoslav Republic of Macedonia, as I gave the example, just as they might refer to us as the former British colonies in North America. It does not mean that that is our name, and doesn't mean that FYROM is a name of a country. It just means that there's some disagreement, and internationally, until that agreement is resolved, international organizations and certain countries like the U.S. Will not feel comfortable using that name because of the delicacy of the relationships. So we use a temporary reference, but we don't pretend that FYROM is the name of the country. Во грчката јавност се разбира има многу голем број на луѓе кои што се уште не се подготвени за решение на спорот со името со Македонија, но има и такви кои што се оптимисти и сметаат дека е дојдено крајно време Македонија и Грција како две соседни држави, како два соседни народи да го затворат проблемот и да тргнат напред. Еден од нив е постојан дописник на грчки медиум од Брисел, човек кој што добро ги познава работите и во Грција и во Европската комисија, Европската унија овде во Брисел, и кој што смета дека постои простор кој што Скопје и Атина може да го искористат и конечно да го затворат проблемот. Не можам со сигурност да кажам дали е возможно или не да се реши спорот за 3 месеци, но тоа што можам да го кажам како грчки новинар и граѓанин е дека многу би сакал да дојде до остварување на напредок во следните месеци. Мислам и дека повеќето грци би сакале да видат решение на тоа прашање, бидејќи предолго време се влече и секако е контрапродуктивно за двете страни. Секако ќе отвори многу повеќе простор за соработка меѓу двете држави отколку поделбата и продолжувањето на блокадата на тој пат. Деновиве дури овде во Брисел, каде што работат, каде што живеат голем број грчки дипломатски политички представници, е навистина проблем да се најде човек кој што може отворено да проговори за спорот меѓу Македонија и Грција. Еден од нив е човекот кој што претходно живееше во Скопје, добро ги познава состојбите во Грција во контекст на македонското национално малцинство, човек кој што ги знае состојбите генерално на Балканот и човек кој што секогаш искрено објективно зборува за односите меѓу Македонија и Грција и зашто Македонија не треба да биде оптимист, зашто не треба да се надева дека спорот за името наскоро ќе биде затворен. Јоргос Пападакис, член на Европската слободна алијанса, веќе 3 години во Брисел, човек што одлично ги познава состојбите во регионот, во Македонија, во Грција, вие сте грк. По последните изјави на медијаторот Нимиц денеска во Брисел, може да се отвори на нова перспектива на грчко-македонскиот спор за името. Тој повторно е оптимист, меѓутоа не дава големи надежи дека сигурно ќе се реши спорот за името. Со оглед на тоа што ги следите состојбите во Скопје и Атина, постои на така наречена позитивна клима која што спомна и медијаторот Нимиц, мислите дека објективно може да се направи исчекор и да се затвори проблемот? Јас би рекол дека сите се надеваме дека конечно ќе можеме малку напред да искорачиме и да најдеме начин да се зближиме и да најдеме решение на проблемот, што е сепак еден билатерален проблем, еден абсурд проблем, ама сепак мора да се реши. Така решиле нашите пријатели од Европската унија, направиле еден абсурден билатерален спор, го претвориле на еден европски спор. Така да изгледа дека мора да се реши за да Македонија може да напредува кон Европската унија и кон НАТО. Од другата страна, објективно, јас ги поздравувам тие новите изјави на господинот Нимич, меѓутоа не споделувам тоа таков оптимизам. Он рече дека можно е да се реши проблемот во едната година. Секако е можно, ама можно беше и во првата година на спорот дека ќе може би да се реши. Се уште збориме сега 25 години, 26 во истоти насоки.
и секако е позитивно дека постои директна комуникација измеѓу Атина и Скопје во последното време, ама како што видов дека и господинот Заев од Приштина денес изјавил, мора суштински да видиме дали можеме да разговараме. Тоа е за мене клучно прашање, да не разговараме на козметика, туку суштински. А од страната на Македонија изгледа дека новата влада е готова или речи си готова за тоа. За Грција јас не сум убеден дека е. Сите меѓународни фактори сметаат дека Грција е таа која што би се согласила со решение со едно компромисно решение, да го наречам, доколку македонска влада се откаже од така наречените идентитетски прашања. Вие долго време ги следите, работите, отприлика знаете точно за што станува збор, јазикот, името на нацијата. Може ли грчката страна да се откаже од своите позиции дека нема македонска нација, нема македонски јазик, дека се работи за словенско или словенско-македонски ентитети? Тоа е едно многу добро прашање. Пред неколку недели господинот Коджијас во еден интервју на мислам да еден македонски медиум изјавил следното дека, ако го добро се сеќавам на тоа, дека ние сме пресрекни дека постои Република Македонија и нејзиниот народ како држава и каков народ. И сакаме да бидеме пријатели, сакаме да бидеме што поблиску е можно. Од другата страна, Грција, господинот Коджијас, господинот Ципрас, сите претходните влади на Атина и во Грција не го признават македонскиот народ. Како може да бидеш пресреќен од едната страна дека постои еден народ, ама од истата страна да не го признаваш и да му бараш име да го крштиш, тоа на мене не знам како се вика. Јас лично го викам лицемерност. Така што ако од едната страна имаш лицемерни луѓе и мораш да разговараш со лицемерни луѓе 26 години, не можеш да имаш поголема очекувања за решењето на било кој спор. Еве, го збориме сега во последното време, после мај, за мерките на доверба, како се викаат тие. И јас прашам, ајде конкретно да видиме што сме направиле, кои се тие мерки, каде сме со тие мерки. Мислам, јас бев пред неколку дена во Леринско, имавме еден настан на виножито. Еден од барањата на виножито, еден од барањата на луѓе во Леринско и во Преспанско беше да се отвори граничен премин Маркова нога. Тоа е најпипниво, најконкретно што може да се направи и дали ќе се вика мерки за градење на доверба или било што друго, мене не ме интересира, ама сакам да видам тоа граничен премин отворен. Јас не гледам, тоа се уште е затворен. Од македонската страна знам дека се готови, од грчката страна се уште нема ниту инфраструктура, ниту политичка волја тоа да се реши. И да потсетам само дека овој граничен премин се зборува уште од 2009 година, кога тогашниот премиер Груевски се сретна 7 наврати, ми се чини, за неколку месеци со тогашниот премиер Папандреу и бевме тогаш сите во Пили, ако не се лажам, се вика местото кај што е закопан Самуил, се зборуваше за тоа, меѓутоа 10 години. Така, помина 10 години, такво нешто нема. И сега повторно се очуваме со... Да. И јас само прашам, ако не можеме едно толку мало прашање да го решиме толку години, спомнете и вие колку години се зборува. Ако не можеме тоа да го решиме, како ќе можеме да решиме нешто поголемо како, например, името на државата? Тоа мене не ми е јасно. Денеска го запрашав медиаторот Немец дали во последниве преговори што започна во Брисел сега, прашањето за идентитетот ќе биде составен дел или пак можеби ќе иде трнат настрана, затоа што претходно и премиерот Заев и министерот Димитров рекоа дека доколку стане збор за идентитетските прашања, тогаш Македонија воопшто нема да преговара, дека воопшто не сака да учествува. Можно ли е ваква разврска на преговорите? Знаете што, проблемот што има Грција со името на Република Македонија е многу едноставно и многу јасно. И мораме да го кажеме се уште, бидејќи веќе во 26 години го забораваме, мисле, и ние, и вие, и македонската јавност, може би дури и господинот Нимич. Проблемот на името не е името на Република Македонија, не е држава. Проблемот на грците е македонската нација,
македонскиот јазик и македонското малцинство во Грција. Затоа Грција го покренува сето тоа и блокира Република Македонија, не бидејќи им смета името Република Македонија. Тоа е едно убаво сложено име, демократски избрано од македонскиот народ. Бараме сега сложено име, го имаме сложено име. Република Македонија е сложено име. Не треба ништо повеќе. И грците го знаат тоа. Туку проблемот е дека го поврзуваат тоа името на Република Македонија со македонското малцинство во Грција и тоа значи со македонскиот јазик и со македонскиот идентитет. Така да не може, за жал не може да стерилно да го ставиме само името на државата и да покушаваме да го решиме тоа без да имаме да ги фатиме во раците и прашањата на идентитетот и на јазикот. Тоа не може, едноставно не може. И не можат и грците да го направат тоа. Сигурно не може и Македонија, ама не можат и грците да го направат тоа. Бидејќи што ќе прават? Ако ајде да кажеме дека условно дека ќе најдеме едно компромисно решение дека ќе се вика државата Република Горна Македонија, како ќе се вика народот? Горномакедонскиот народ. Како ќе се вика јазикот? Горномакедонски јазик. И што ќе правиме со долномакедонци во Грција? Разбирате, тоа е многу е едноставно да видите целата слика. Да. Со оглед на досегашните позиции на Грција, за нив мислам дека би била прифатлива ваква една варијанта да се изведува нели името на нацијата и јазикот од евентуалното ново договорено име. Тоа што станува со Европската унија? Вие како член на Европската слободна алијанса постојано се занимавате со вакви малцински прашања, човекови права. Можно ли Европската унија да прифати еден ваков преседан каде што македонците ќе бидат единствениот народ во светот каде што некој друг му дава име и најголемата, најдемократската институција, организација во современиот свет, Европската унија, би се согласила со такво нешто? Пазите, во последно време Европската унија ги разочара сите ние кои мислевме дека можеме да рачунаме на Брисел и на институциите на Европската унија за ваквите прашања. Гледате дека сега, кога збориме, има во Европската унија, во една држава членка на Европската унија, во Спанија, има луѓе кои се во затвор бидејќи сакат нејзината држава, Каталонија, да си оди од Спанија. Тоа беше демократски искажано неколку пати и одговорот на господинот Рахој во Спанија беше да ги затвори, да ги стави во затвор. Така да имаме политички затвореници сега во Европската унија, а реакцијата на Европската унија ја знаете какава беше. Мислам, господинот Јункер се согласил 100% со господинот Рахој. Од таква Европската унија не може да се очекува ништо. Мене ме боли тоа што го кажам. Јас пред се чувствувам европеец. После се чувствувам грк, македонец, балканец, не знам што. Пред се чувствувам европеец и среќен сум бидејќи можеме во последните 65-70 години да градиме еден проект, еден мирен проект, најголем мирен проект во историја на планетата Земја. И ми е многу жал да гледам дека во Брисел сега не постои, не да постојат двоите аршини, туку не постои основно почитување за законите и за сите основни работи каде што беше изградена Европската унија. Самата Европската унија не ги почитува нејзините закони, нејзините правила. Така да, за жал, тоа е веќе европскиот проблем. За жал, знам дека во македонската страна има многу голем притисок да се реши. Сигурно има и од грчката страна, и во грчката страна, меѓутоа за мене тоа е и тоа е проблематично. Мислам, не можеш ти со сила да тераш еден народ, колку мали да е, да менува своје име, кој беше демократски избран со референдум пред 27 скоро години. Така да не верувам дека може Европската унија да игра еден конструктивен, да има една конструктивна улога во целата таа приказна. Или ќе седат Грција и Македонија сами да покушават да најдат едно решение,
или ќе бидеме тука после 20 години пак ќе збориме за истите теми. Тој медиаторот Нимиц го кажа на пресконференцијата, тој рече дека е во постојан контакт со еврокомесарот Хан, меѓутоа дека Европската унија останува настрана затоа што се работи за проблем согласно резолуција на Советот за безбедност на нации и тука единствено ќе се решава спорот во Обединетите нации. Комотно е на Европската унија на тоа да го каже сега. Предпоставам дека тоа е алибито. алибито. И станеме на страна, да. Да. А во исто време Македонија навистина нема друг избор, ниту пак сака да има друг избор според сите анкети, според целото расположение. Ние навистина немаме каде цивилизацијски, природно, географски припаѓаме на Европската унија, па и НАТО ако сакате. И тука е јасна таа траекторија по која што се движиме. Меѓутоа, сепак, доколку не се најде решение за спорот за името, особено поради проблемите внатрешни во Грција во моментот во предсредни изборите за 16-15 месеци, што е тоа што ја останува на Македонија како решение? Како некаков привезок вон стандардите за прием на Европската унија, некој хлад од десетина години период? Јас верувам дека господинот Димитров ги знае грците многу добро. Низ години на назад беше заедно, да, преговарач заедно со господинот Нимиц, со господинот Василакис. Тој мислам дека знае подобро што ќе прави. За мене е многу јасно дека Македонија, и го кажав на сите можни прилики до сега, за мене е многу јасно дека Македонија конечно мора да биде во офензива во тоа прашање, бидејќи се работи за суштинско прашање, за нема темелно прашање за една држава, името на државата. Мислам, Македонија конечно мора да биде та која ќе во меѓународни форуми, меѓународни институции ќе покрене таа тема, а не да очекува медиаторот Нимиц да доаѓа од Нью Йорк или пак грците да викаат дека ајде може да некако сега со новата влада да се реши проблемот. Ви реков, грците се лицемерни. Грците не сака да се реши проблемот. Грците ќе покушаваат што подолго тоа да биде така, нерешено. Затоа и предлагаат толку лоши решенија како, например, Горна или Северна Македонија, знаејќи дека секаде во светот каде што има Северна и Јузна има проблем. Во Кореја гледате, во Ирска гледавме сите. Знаат тоа, го знаат, намерно го прават и сега прашањето е што ќе прави Македонија. Македонија мора по отворено и по офенсиво тоа да го брани. Не само да стоиме да стоја официјално Скопје во позицијата дека ние преговараме, ние ќе чекаме, гледаме дека за жал тоа чекање нигде не води тренутно. Така. Споменавте претходно дека постои одреден притисок и на Скопје и на Атина. Колку е реално да очекуваме дека Европската унија и пред СЕСАД, за кој што постојат информации дека води на дипломатска иницијатива да се реши достоинствено спорот во интерес на двете страни, колку е реално да очекуваме дека владата во Атина може да прифати таков притисок од страна на своите партнери САД и Европската унија? Гледате, јас сметам дека владата на Атина веќе трпи голем притисок за тоа прашање. Го знам, бидејќи тие реакции на господинот Коцијас на прв план и па дури на господинот Ципрас не се реакции на една мирна влада која седи и чека да се реши проблемот од себе си. Јас знам дека постојат притисоци, знам и во контекстот на сегасната финансиска состојба во Грција дека партнерите од Европската унија немаат веќе големо трпење према грците за сите прашања, не само за финансии. Може да биде поврзано прашањето со името со финансирањето, кредитирањето на Грција? Мислам дека веќе делумно поврзано. Проблемот е дека Европската унија нема тие механизми, прво нема политичка воља, ви објаснив зошто. И второ е дека нема тие механизми каде што би можела да санкционира една држава која постојано не е конструктивна
за една серија од прашањата. Бидејќи Грција сега, во последните 2-3 недели гледаме дека нешто се менува што се однесува на финансиската ситуација. И ама до сега, до пред, ајде да кажеме условно 1 месец, сите тука во Брисел беа лути на грците. Дека не се конструктивни, дека не знаат со парат, дека сакат само да земат пари без обврски и така натаму. Лути се и на македонското прашање, бидејќи просечниот европеец не може да го разбира тоа. Не може. И луѓе кои доаѓаат и одат од страната на комисија, секој пат пред тоа прашање, без да можат сустински да разбират зошто Грција ја блокира Македонија, што се пласи од Македонија и така натаму. Така да сигурно има притисок, сигурно сега со новата влада ќе покушават уште еден пат од страната да канализира тие притисоци врз Грција и врз Македонија за да се реши тоа. Меѓутоа изгледа дека не можат до крај да одат европејците или не сакат до крај да одат со грците. И тоа е за мене исто така проблем. Така, од друга страна пак Ципрас како премиер си има други проблеми во однос на своите политички ривали, Неа демократија, последната анкета која што јас забележав, 12% разлика за Кириакос Мицотакис, за Неа демократија. Тоа е исто така проблем, особено кога се знаат анкетите што ги правеше Ели Амбеб, ми се чини дека над 55% од грците се уште имаат сомнеш околу тоа дали името Македонија воопшто треба да биде во евентуалното ново договорено име. Тоа е хазардерска игра на Ципрас доколку се согласи на било какво решение објективно. Па за тоа ви кажам дека ајде да се вратиме во првото прашање. Објективно ако ги гледаме работите и посредникот Нимиц ги знае многу добро тие детали, не може Грција и со било која влада, дури и ајде да кажеме дека тоа сега Ципрас со левицарската влада може се некои нови импулси да даде на тоа прашање. Не може. И он е заложник на неколку, не само на анкетите, не само на господинот Мицотакис, не само на грчката јавност. Он е заложник дури и внатре во неговата влада. Има влада заедно со ултрадесницари, тие независни грци. Они нема да пуштат, они се усте покушават да туркат некакво решение внатре во влада дека и сложено име со збор Македонија не е добро за грчките интереси. Што да збориме сега? Господинот Ципрас најпре е заложник на тие луѓе, на господинот Каменос и на неговите луѓе внатре во владата. И сетне се разбира дека заложник и на грчката јавност кој не е спремна за да прифаќа Република Македонија како држава, бидејќи како да е спремна еден јавност за тоа, кога нон-стоп беше бомбардирана со тие скопјанци, со тие овакви, со тие што сакат да ни земат Солун, со тие што сакат да ни земат Лерин, со тие што се соросоиди, со тие знаете и сам како беше работата. Тоа е многу тешко да се менува тоа. Особено тешко во временскиот рок кој што сите го дават од сега па до самитот на НАТО во јули, самитот на Европската унија во јуни. Медиаторот Нимиц најави дека ќе има средби јануари, февруари и март, меѓутоа наистина временски теснец кој што беше сличен, ќе биде сличен на тоа што се случи пред 10 години пред самитот на НАТО, меѓутоа на крајот испадна неуспешен. Со сите овие работи што ги зборуваме сега, очигледно е дека општата оценка е дека не треба да бидеме многу оптимисти. За жал. Јас се повторувам дека после толку години е многу жално што не можеме да бидеме оптимисти. Ама гледате дека имате една страна која се не само да е максималистичка до еден неверојатен степен, туку нема ниту волја да го реши тоа. Мораме сите да го разбираме тоа. Нема Грција волја да се реши проблемот. И ако ја пустат од страната на меѓународна заедница, ако ја пустат, ќе покушават уште 10-20 години да се врти проблемот,
Не знам, со надеж дека Македонија или македонците ќе ги нема на крај. Покушаваат сега, имаме приближување со бугарите по истото прашање. Гледаме средби, билатерални, трилатерални, Македонија никаде ја нема. Како да сме еден век на назад отишли? Не знам. Мене тоа ми се чини една утопија за јули или за јули на едната година, дека ќе може сустинско да се преговара и да се најде еден не решение, туку заеднички јазик за тоа. И ниту тоа немаме. Така. Од друга страна, пак Грција сега, од тие информации што јас ги имам од Атина, размислува многу за принципот кој што беше употребен при решение на спорот меѓу Скопје и Софија во контекст на договорот за добрососедски односи. Според моите информации, македонската влада воопшто не проговарала во Софија, туку таа само побарала од Бугарија да ги впише тие празни 6 точки кои што останаа од претходната влада во рамки на преговорите и дека сега и Грција сака исто така конструктивен однос на владата во Скопје да прифати практично се тоа што Грција го бара, како што го прифати во однос на Бугарија, Македонија. До каде ќе не доведе тоа? Па се надевам дека господинот Заев и господинот Димитров, господинот Димитров су сигурен дека знае многу добро што ќе прави и нема да го дозволи тоа. Не може Македонија да дае на сите соседи сликата дека е спремна за се да се договара. Да се преговара може за се, да се договара не. Има голема разлика. Јас нема да влезам сега во деталите за договорот со Бугарија. Тоа е еден легитимен чин на двете влади. Меѓутоа, тука не беше толку немавме нешто што би загрожило толку македонскиот идентитет. Дури и ако бугарите не признаваат македонската нација. Тоа е сега со Грција не можеме да седиме, не може Македонија да седи толку лесно на маса, да стави 20 точки во една маса заедно со Грција и да каже ајде ќе потпишеме тоа, кога стои над се прашањето на името, дека стои над се прашањето на идентитетот, прашањето на јазикот, кога знаеме дека Грција во сите аспекти ќе притисне да не се реши или да се реши на еден лош начин за Македонија. Така да не може да се споредува едното со друго. И се надавам, скоро речиси сум сигурен дека го знаат тоа и господинот Заев и господинот Димитров и нема да го дозволува тоа да се случи. Така. Вие известен период живеевте во Белград, ги знаете добро и прилики на српската политичка сцена. Да. Како би ги коментирале односите помеѓу Србија и Македонија во контекст на повлекувањето на персоналот од амбасадата во август, во контекст на спороди за црквата, ако сакате, и тие работи добро ги познавате, ги следите. Постои ли одредена љубомора кај Србија заради тоа што Македонија потпиша договор со Бугарија, заради тоа што сега, например, Македонската православна црква бара бугарската да биде мајка црква, а не српската да биде мајка црква? Како овие балкански односи ги коментирате? Пазите, господинот Вучич, сите го знаеме каков е. Ние во Грција, мислам дека и во Македонија истата изрека постои, дека волкот, колку и да е стар, остане волкот, нема да биде никогаш ништо друго освен волк. Сега, господинот Вучич во 90-тите години, знаеме кој беше и што беше и со кого беше заедно. Член на Српската радикална странка на Шешел. Да, сега се игра и се носи една нова костума на проевропеец, на човек кој ќе ја води Србија кон Европската унија. Мене не ме убедува тоа. И еден од причините зашто не ме убедува е дека направи тие работи кои се микробалкански шмешни и исто така без никаква основа. И повлекуваше амбасадорката пред неколку време и што беше? После 3 недели од тоа имаше средба со господинот Заев и
ни рекоа дека ќе градиме од почетокот добрите односи измеѓу Србија и Македонија. Така да тие се микробалкански игри кои за кој господинот Вучич е многу добар, ама за ништо повеќе не е добар. Така да јас морам да кажам дека работата на господинот Заев и на било кој македонски премиер и на господинот Груев пред него и на сите македонски премиери пред нив не е едноставна, не е лесна. Кога имаш соседите како Србија, како Бугарија, како Грција, тешко е. И да не забораваме само овој пакет на балкански соседи на Македонија е Албанија, се разбира, и господинот Еди Рама, кој што пред нецела година изјави дека доколку Албанија и Косово особено не бидат интегрирани повеќе во Европската унија, дека можно е да се случи и балканска голема Албанија, да речем. Не го спомнав, намерно да го спомнав тоа со Албанија, бидејќи... И за тоа се извинувам, прекинувам, немаше никаква јавно отворена критика кон Еди Рама од страна на Европската комисија, Европската унија. Да, па нема, ви реков, мислам, Европската унија седи на страна и си игра, мислам, ако нешто слично се случуваше во Украина, би имавме реакции од тука до Киев. Нон-стоп ке имаше некој да зборува, да критикува и да било што да каже. Сега господинот Рама збореше, немаше никаква реакција тука. Исто така истите луѓе ја дозволуваат Грција 26 години да игра со единината на еден цел народ, на македонскиот народ, и никој ништо не каже. Никој ништо, сите го гледат тоа, ама нема никој ништо да каже. Дозволуваат сега во таа, ајде да кажеме, идејата на Западниот Балкан како блок да влезе во Европската унија, дозволуваат бившите радикали во Србија да бидат сега најголемите проевропски сили. Мислам, гледате и сам дека ситуацијата не е многу добра и нема да биде добра во инита. А од друга страна пак, освен ова политичка терминологија која што во последно време многу се користи за заеднички Балкан, заеднички интереси, инфраструктурни проекти, подобрување на климата, спомене медијаторот Нимиц дека се подобрува на голем број на средби, ако на голем дел од нив Македонија не беше поканета. Сепак од практичен аспект, од финансиски пред се, и по самитот во Трст и Белинскиот процес како таков, не гледаме дека во регионот има сериозни инфраструктурни зафати, сериозни инвестиции. Повеќе би рекол е присутна Кина, далечната Кина, која што најави 3 милиарди евра, за разлика од Европската унија, која што сепак се врти во некои рамки тука кои што не се значително променети од оние претходно пред 4-5 години. Бидејќи тоа се случи, тука сте 100% во право, тоа се случи и се случува бидејќи Европската унија не е спремна за поширување кон Западниот Балкан. Не е спремна. Европската унија се соочува сега со внатрешни проблеми. Гледа што се случува со Брекситот. Мора да се реши тоа. Мора да се реши прашањето на Каталонија. Бидејќи сега за 2 недели има пак избори во Каталонија. Што ќе прави господинот Ѓункер и господинот Рахој и сите тие кои не гледат малце повеќе од нивниот нос, што ќе прават ако пак победуваат силите за независност на Каталонија? Пак ќе кажат дека не е тоа легитимно. И што ќе прават со следната Каталонија, бидејќи имаат и други Каталони, има и Скотска, има и Јузен Тирол, има и Баскија. Што ќе правиме? Ќе ги ставиме сите под масата тие проблеми. Така да секако не е Европската унија спремна сега за било кој проширување. Господинот Хан изјавил пред неколку недели дека мисли дека Црна Гора и Србија би можеле да влезат до 2025 година. Мислам дека тоа е илузија, илузорно. Нема никаква основа за тоа. Ниту инфраструктурно не се тие држави готови, ниту политички пак, како што беше Романија и Бугарија, бидејќи да не се лажеме, ниту Бугарија, ниту Романија да беа спремни во 2007 година да влезат во Европската унија. Тоа беше чисто политичка одлука на Европската унија, ама ниту за тоа не постои волја сега во Европската унија за ваква одлука. Така да ќе вртиме во круг уште неколку години, можеби 10 години, можеби и повеќе. Кина ќе игра некоја улога
што се однесува на тие инфраструктурни проекти. Европската Унија сака да финансира другите проекти кои ќе прават еден дитур, еден байпас од Западниот Балкан. Еве, слушаме пред малку време дека ќе има автопат од Атина кон Софија, кон Букарест, железничка линија Белград, Софија и со така. Унгарија ќе стигне на крај до Балтичкото море. Кај е Западниот Балкан во тој процес? Како изгледаме се уште како една голема црна дупка во сред на Европа. Така, се согласуваме дека се работи пред се проширувањето како политички процес, како политичка волја. Дали можеби има релевантност во информациите кои што доаѓаат од неколку британски медиуми дека поради Брекситот и заменувањето на Велика Британија би можело да дојде до политичка волја во Брисел и Западниот Балкан со интензивна помош и финансиска и правна експертска помош дека би можел на некој начин да ја замени барем делумно Британија во Европската Унија. Зборуваме за 20 на милиони луѓе кои што живеат во 4-5 држави на Западниот Балкан. Не го сметам дека тоа може така да биде. Веќе тие 20 милиони луѓе се доста вклучени во големиот пазар на Европската Унија. Така да нема што ќе се менува во однос на тоа. Малце е претерано да кажеме дека може Босна и Херцеговина или Црна Гора или Србија да бидат во место и Македонија да бидат во местото на Велика Британија. Тоа мислам дека е како политичко мислење наивно. И мислам дека не постои тука. Го немат тука како. Може би сакале да праќат еден сигнал дека еве ние сакаме да градиме една држава, бидејќи Европската Унија не може да постои ако не е држава, ако не е нешто како слично како Америка. Може би ќе праќат некоја слична порака, меѓутоа за да стигнеме до членство, јас мислам дека не е можно тоа. И за крај последното прашање околу судирот на големите сили или за наводниот судир на големите сили на Балканот. Спомена пред 2,5 години американскиот државен секретар Кери дека Балканот, 5 земји од Балканот се наоѓаат на така наречената линија на огнот за влијанието на Русија на Балканот, кое што објективно ако се исклучи Србија, објективно е многу мало. Руското влијание во Македонија конкретно знаеме дека е минимално, дека практично не постои. Постои ли сериозен судир на Балканот кој што ние можеби не го гледаме меѓу големите сили САД и Русија? Мислам дека не постои. Толку голем судир јас не го гледам. Секако е дека американците би сакале да имат една голема рака или не толку голема, да имат во нивните раци еден дел на Балканот. Мислам дека таа улога ја играат албанците, најпрво албанците, така да за другите американците не се интересирати толку. Од другата страна и вие го кажавте дека руското влијание во Балканот не е значително, не е минимално и во Македонија, дури и во Србија. Веќе господинот Вучич спомна за истото прашање дека окей, ние имаме добри односи со Русија, имаме инвестиции од Русија, ама Европската Унија ни е целта, така да не можеме ние од тоа да бегаме и да бараме алтернативни кон Русија. Така да тоа е некако една вестачка дилема. Американците секогаш ќе имат влијание тамо во Балканот. Русите да го изгубиле доста порано и тешко е дека пак ќе го имат. И се гледа сега дека епицентарот на тие битки, на тие судири измеѓу Русија и Америка е во Близок Исток, е во Израел, е во Палестина, е во Сирија, не толку во Балканот.
што е добра вест за нас. На крај ви благодарам за разговорот, меѓутоа не сум среќен што не сте оптимист дека Македонија наскоро ќе ги и надмине овие пречки и генерално заедно со целиот регион ќе стане член на Европската унија. Пазите, јас бев во Загреб во декември 2005 година во една меѓународна конференција. Тогаш ниту Бугарија, ниту Романија, ниту Хрватска не беа членки на Европската унија. Ни беше речено дека после Бугарија и Романија првата земја која беше спремна да влезе беше Македонија, не Хрватска. Сега, после 12 години од тоа, се соочиме со една ситуација каде што ни е жал, бидејќи не сме оптимисти. Ма како да сме оптимисти кога бевме толку блиску пред 12 години, а сега сме толку далеко. А не сме, јас не кажам дека не сме направиле како Македонија грешки, ама од другата страна, кога имаш Грција, кога имаш вакви остави во Европската унија, за жал не можеш да бидеш оптимист. Мене ми е повеќе жал од вас. Верувајте. Благодарам многу за разговорот. И на вас.